Да се прости и да се подаде рака за помирување е човечки. Во редакцијата на вчерашни разбравме токму за еден таков случај на помирување. Па нашата Јелица Алфета е на лице место и ја вклучуваме во живо во овие вести. Јелица Алфета? Ке позборуваме со господинот од мојата лева страна и со господинот од моја десна страна, кои што се цимери, живеат заедно, меѓутоа се испоскарани. Зошто? Јас сакаше убаво општество тука со цимеро, ама он дојде нервозен со другарите, со капаја вратта, легна натре, земал со столицата на мене тенко в главата, со капа ми ги раците. Ајде ви се молам, а тој што направи овде, сакаше името на улицата да го смени, никого да не праша овде. Лични карти за него ќе менуваме ни овде. А зашто беше тепачката? Зашто е? И тука требаше да има убаво општество, пат да минува. И ја отиде со луѓето, договори се, пат да минува, подпиша, о, некше. Кој некеше? Не е точно. И јас сакам да се пробие улицата овде. Што јас сакам на слепа улица да живееме, сите да не заобиколуваат. Ама да остане исто името. Девет цимер, смири се малку, па малку ли ти беше? Ајде бе, некам да го видам овде, гледај го. Заради две гребнатини овде рацете ми ги врзаа. Па да сакав да го отепам, ке го отепав. Ја бе, ти знаеш јас колку тешка рака имам. А, не знам, вие знаете дека сте цимери и дека живеете заедно. Како? Со предавници, како? Јас знам колку тешка рака имаш бе цимер, ама де подпиши да се направа пато, јас те и рака ќе дам. Шо било поминало, те? Како ќе дајете рака која двете ви со гипс? Не е битно, господи, за убаво општество не е битно. Ракта ќе мине, ќе оздраве. Ама ваа шанса што имаме сега за убаво општество и тука пато да мине, може нема да имаме пак. Гледаш дека него му е само за подпис, да му дам подпис да може улицата да помине. Тука му е гајле, не му за мене. На што личи тоа? А вие би му ги одврзале рацете? Са, не можеме аз така. У едно општество си има институции. Како ќе решат они, те така ќе виде. Ќе си дојдат и ќе средат таа работа ве цимерен. Немој само да цело време на насилството тераме. За убаво општество не треба да има насилство. Дај си рака ве цимер, па цел живот ве во наше. Знаете како вика, долга е раката на помирувањето, само треба да е слободна. Така е. И боле. Многу боле. Некој пат знае да заболе, а за убаво општество ќе се истрпе оти пато еден. И мора да го изодеме сите заедно, те и јас со цимеро. Сите вие треба еднаш така во градите, во срцето да видите и да... Многу го дрвиш трпа. Студија. Кога сме веќе кај помирувањето кое го најави Заев, да погледнеме една пресконференција која се одржа неделава. Сега е вистинска прилика. Застанувајќи заедно за Македонија и за сите деца што доаѓаат после нас, дајте да се помириме. Знам дека нема да е лесно, но исто така знам дека ќе најдете начин и заеднички јазик и интерес да си подадете рака, да се ракувате, да покажете дека на крајот од денот имате ист интерес. Ајде, колега, ви од левата страна да ја подадеме рака на десната страна. Колега, ви од десна да ја подадеме рака на левата страна. Ајде, подадете си рака, што ме гледате. Така. Зашто сепак можело на крај.